Добре дојдовте. Во неформално на Сител подкаст ги продолжуваме разговорите за заштита на животната средина во рамки на проектот Преспа разбуди се за чиста животна средина, во кој што соработуваме со Институтот за комуникацијски студии поддржани од Европската унија. И во ова издание ќе разговараме за тоа како технологијата може да помогне за заштита на животната средина, а за тоа денеска ќе ми помогне Андреја Соколовски од Агримак. Андреја, добре дојде во Сител подкаст. Добре ве најдов и благодарам за поканата во Сител подкаст. Како Агримак го создадовте првиот земјоделски потсетник. Може ли да ни кажеш што е всушност Агримак и како функционира овој прв земјоделски потсетник? Точно, значи, ние стартот наш беше да воспоставиме некоја комуникација со земјоделците, каде што на лесен и едноставен начин ќе ги добиваат сите повици, односно ќе добиваат пораки за да имаат информации за сите повици кои се во делот на земјоделството. Финансирањето. Точно. Отоа овој потсетник прерасна во мобилна апликација која што служи за менаџмент на фарма, односно на управување со земјоделското стопанство за сите земјоделци. Има повеќе модули во оваа апликација кои што користат за зголемување на приносите, за намалување на трошоците и секако заштита на животната средина. Може ли сега по-детално да ни кажеш како функционира оваа апликација? Кога ќе ја отвори еден земјоделец, секој има бесплатен пристап до оваа апликација и што може да внесе во апликацијата како податок и како потсетник? Значи, оваа апликација е создадена специјализирано за земјоделските стопанства, односно за земјоделците кои се занимаваат со растително производство. Во иднина планираме да има и за сточарското производство, но пред се сега е во делот на растителното производство. На почетокот тие мора да создадат кориснички профил. Создавањето на корисничкиот профил оди на брз и едноставен начин, ги внесуваат основните податоци со кои што располагаат земјоделците. Потоа внесуваат податоци во однос на користење на семенски материјал, преземање на одредени активности, во однос на користење на вештачко ѓубриво, во однос на користење на пестициди и така натаму. Сите овие податоци ги сумираат и ги собираат со една цел единствена, а тоа е за да можат да ги оптимизираат сите процеси кои што ќе следуваат во понатамошниот тек на производството. Исто така, оваа апликација има и потсетник, односно она што спомнавте на почеток, тоа е имаме нотификации, модул нотификации со кои што ги известуваме земјоделците не само во делот на повиците, туку и во делот, еве сега на пример конкретно имаме склучено договор, меморандум за соработка со јавното претпријатие Стражево Била и ги информираме за секој дефект или било што ќе настане на системот за наводнување. На овој начин ние сакаме на најбрз начин и на лесен начин да им ги соопштиме на земјоделците оние работи кои што треба да ги добијат на време. Исто така имаме и чат, каде што можат директно да се обратат до некој од операторите кои што се вработени во Агримак, за да може да му даде директна дали корисничка поддршка или некој друг вид на поддршка во делот на преземањето на одредени агротехнички мерки. Исто така имаме и агрокалкулатори, односно за пресметка на семенски материјал, за пресметка на вештачко ѓубриво и за пресметка на заштитни средства. Андре, ајде сега да бидеме по-конкретни во однос на заштитата на животната средина со помош на оваа апликација. Дали тоа значи дека кога ќе внесе во таа апликација површина колкава има на земјоделско земјиште, може да добие совет колку ѓубриво треба да искористи и како функционира тоа во тој аспект во однос на заштитата на животната средина? Точно, значи со евиденцијата ние со тоа што ќе го евидентира фармерот, односно земјоделецот, добиваме точна информација и не оставаме на собствените чувства земјоделецот да
ѓубри или да користи заштитни средства и така натаму. Со тоа што ги запишува сите активности кои ги прави на земјоделското стопанство, тој добива повратна информација и ќе може во иднина да донеси информирана одлука, базирана на податоци, со која што секако ќе ги намали, односно ќе ги оптимизира трошоците во делот на користењето на ѓубриво и пестициди. Нема без потреба да користи пестициди Апсолутно така е. на земјоделската површина. Со тоа, нели, ќе се намали и загадувањето на Така е, во значи конкретниот случај во Преспа на овоштрниците. така е. Секоја култура има посебни потреби од одредени елементи. Нема јас да навлегувам, пошто јас не сум во делот не сум агроном, но ќе кажам дека азот, фосфор и калиум, тие се макроелементи кои се потребни за растот и развојот на секое растение. Секое растение има различни потреби. Доколку ние го знаеме процентот колку сме аплицирале претходна година, можеме да донесеме добра одлука за наредна година, за наредна сезона, да знаеме колку во која количина му треба на истото растение, пошто се работи, рековме во Преспа за долгогодишен насад, му е потребна количина на азот, фосфор или калиум. Исто така и со пестицидите. Значи, пестицидите мора да се користат во период поволен, односно соодветен на фазата на развој на растението. Доколку го користи тој пестицид соодветно, тогаш нема да има никаков проблем, односно ќе го користи во количини кои што се препорачани согласно упатството на производителот. Контролирано ли е во однос на советите за пестициди, кои пестициди се дозволени за употреба, кои не се дозволени за употреба? Нашата база која создадовме во Агримак ги содржи само тие кои што се дозволени на листата за пестициди кои се користат на земјоделските површини и конкретно се за оние култури за кои се користат. Така да не може да погреши при евиденцијата заради тоа што веќе ја ажурираме секојдневно листата, која ќе пристигнат нови пестициди, ги додаваме или ако се одземаат некои пестициди, ги одземаме од листата во Агримак. Каков е интересот на земјоделците досега? Имате ли некакви првични реакции? Да, секако. Во моментот имаме на апликацијата Агримак имаме околу 200 корисници, а додека за подсетникот имаме 800. Значи подсетникот е малце поразличен од тоа е SMS подсетник и действува независно од апликацијата, но со текот на времето планираме тоа да го превземе апликацијата и апликацијата да биде таа која што ги информира за сите новости, случувања или оние што треба да бидат преземени агротехнички мерки. Што значи, нашата апликација користи унифицирани термини, што значи сите активности се опишани онака како што треба да бидат опишани и јасни за земјоделецот. Со тоа што земјоделецот внесува исклучиво само бројки и количини оние што ги прави. Другото се е дефинирано согласно термини. Да, многу едноставна и лесна за користење делува вака. Се надевам дека ќе се зголеми бројот на земјоделци кои што ќе искористат оваа апликација во иднина. Меѓутоа гледам дека на терен многу луѓе се ангажирани со помош на технологијата да помогнат за заштита на животната средина во Преспа. Ние во рамки на документарниот филм Секоја капка за Преспа разговаравме и со луѓето од Преда плюс акселераторот. Ќе погледнеме дел од начинот на кој што тие функционираат, па ќе продолжиме со овој разговор. Она што сакавме ние да го направиме е во ваквото земјоделско подрачје да воведеме некаков тип на дигитализација и модернизација и едноставно земјоделството да го направиме по-дигитално и по-иновативно. Значи целта беше таа и ние не го гледаме се тоа само како начин да се помогне во локалната заедница во Ресен, туку пред се
технологијата IoT која што тука ја имаме инсталирано и овој акцелератор кој што всушност работи, сакаме да работи како еден вид на IoT лабораторија, е всушност да привлечеме иноватори, предприемачи, стартапи од цела Македонија и ова лабораторија овде да се користи како еден вид на тестирање за развој на други иновативни производи, стартапи, иновации и се друго што може да го подобри и иновира земјоделието, животната средина, искористувањето на ресурсите и сето она што би било во линија со некаква зелена агенда. Андреја, ете, слушнавме како функционира Преда Плюс акцелераторот, отворени се тие за соработка и со софтвер инженери и со сите останати кои што се заинтересирани на било каков начин преку технологија да им помогнат на Преспа. Отворени ли сте вие за соработка? Секако, отворени сме за соработка не само со акцелераторите, туку со сите засегнати страни во интерес на земјоделскиот сектор. Не заради нешто друго, заради тоа што нашата држава, освен со земјоделство, не можеме да се занимаваме со ништо друго, односно земјоделството е основна гранка. Без се можеме да преживееме, но без вода, воздух и без храна не може. Така да земјоделството е основен сектор и ќе работиме сите во интерес на земјоделството. Андреја, Преда Плюс акцелераторот, користејќи LoRaWAN мрежа во Преспа веќе имаат поставено сензори кои што значително им ја олеснуваат работата на земјоделците на терен. Сакам да те прашам, може ли овие сензори да се поврзат со вашата апликација и да има двојна корист од овие два системи? Како во иднина покрај постоечките модули, планираме и нови модули да имплементираме во апликацијата, но планираме и интеграција со овие системи. Секако, значи ќе бидат од корист не само за земјоделците, туку и за научната фела, за да можат да направат добри совети и препораки во иднина. Што се случува со вештачката интелигенција? Ја користите, планирате да ја користите? Може ли таа да биде интегрирана во сето ова? Како во моментот ние имаме вештачка интелигенција во апликацијата, односно имаме автоматско генерирање на технички предлог проекти во делот на ИПАРТ програмата, односно деловни планови во однос на националните програми, со тоа што структурата на бизнис планот е задржана целата, само со внесување на одреден тип на податоци, целиот бизнис план ќе биде искреиран согласно намената за која што ќе биде. Сега, од целото ова искуство кое го имате во овој процес, кој би бил заклучокот? Може ли технологијата да помогне за заштита на животната средина? Секако и тоа како може да помогне. Информираните одлуки дозволуваат да се користат оптимално и пестицидите и вештачките ѓубрива без нанесување големи штети врз животната средина, односно правилно управување со стопанствата на земјоделските стопанства. Значи, ние не можеме само да земаме од природата. Почвата е ограничен ресурс. Ние мора да заштитиме почвата. Воздухот, исто и тоа мора да го заштитиме. Водата, и тоа како мора да заштитиме. Знаеме дека и таа е ограничен ресурс. Среќа што живееме во Македонија и што имаме доволно ресурси, односно доволно вода. Инаку, мора да се придржуваме и кон заштедата на водата, мора да се придржуваме и кон намалена употреба на пестициди и вештачки ѓубрива, а исто така треба да се насочиме и кон органско производство, органско земјоделско производство. Да, за ова убавина и ова богатство да го оставиме и за идните генерации. Андреја, убава порака за крај. Благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и вас. Почитувани, благодарам што бевте со нас.